Моника Станојкова, Тар од Штип. Здраво, Моника, како си? Добре дојде во Хајп за прв пат на нашите екрани. Како си? Здраво, добро сум. Мило ме што сум ваш гостин за прв пат во Хајп телевизија. Малку уморно со обврски, но добро е. Со оглед дека си од Штип, кажи ми, правиш ли штипска пастрамалија? Не сум правила до сега, но може би некогаш ќе пробам. А јадеш ли? Јадам, да. Викат дека најсладка. Најубава. И јас мислам дека нашата е најубава. Мртва трка помеѓу Штип Велес. Да. Кажи ми, зошто надимакот Стар? Па не знам, мислам дека секогаш сум се осеќала како звезда и затоа и тоа така остана. Мислам, тоа самата на себе си го дадов име и така ме веќе сите препознаваат по тоа Стар. Жиби имаш светла звезда? Па може. Да, може би. Така. Кажи ми, со што се занимаваш во моментот? Знам дека живееш во Скопје, работиш тука. Да. Со што се занимаваш? Па моментално работам канцелариска работа во администрација и имам свој бренд на облека кој што го работам веќе повеќе од година дена. Се занимавам со TikTok, реклами, моментално тоа. Каде е поубаво, Штип или во Скопје? Па нормално во Скопје, со оглед на додека останав тука, нормално во Скопје. Мислам, јас сакам да се вратам и во Штип, таму кога имам некој свој мир, али тука е доста подобро и за мене и за работата што ја работам, многу повеќе предности. Колку го доби букетот и мечот на стори? Што ти беа објавени вчера? Ето, тоа не можам да го кажам. Нека се мислат гледачите. Често ли добиваш такви подароци? Па да, јас сум риба во хороскоп, јас сум доста емотивна, романтична и сакам и кога луѓето се со таков пристап кон мене. Романтично. Зошто Мија Калифа ја прослави Моника? Па не знам, тоа видео беше ставено како маркетинг од моја страна. Тоа беше на самите мои почетоци кога почнав да снимам и TikTok време на уште не ме ни знаеа луѓето која сум, што сум. И имав некое прашање поставено со уште една глумица, која ми е поубава. Јас го одговорив прашањето, али само на физички изглед, значи не споредував други работи, баш доста голем хајп се дигна врска со тоа и мислам видеото за помалку од недела дена имаше 1 000 000 прегледи и така и остана. На почетокот ми сметаше доста со оглед на тоа што знаеме со што се занимава Мија Калифа и ми сметаше што ме споредуваат со неа, али сега не ми е веќе проблем воопшто. Дали ти некогаш во животот би глумела во филм за возрастни, за некоја си огромна сума? Па не, искрено, не. Не сум размислувала, немам предрасуди кон тоа, али лично не. Значи Мија Калифа отпаѓа. Отпаѓа, да. Не, јас зборував само конкретно за физички изглед. Така. Ностоп провоцираш со некои провокативни фотографии или сториња. Добиваш и позитивни и негативни коментари. Дали тоа намерно го правиш тоа или чисто она е твојот стил на представување кон социјалните мрежи? Па, можам да кажам дека има тука и некоја скриена намера, така речено, за да се да има реакции на луѓето и се тоа, али јас и од пред TikTok-от е тоа некој мој стил на облекување, провокативно. Тоа секојаш е било така, не е тоа само сега, али сега е малку некоја поголема доза, баш заради тоа што луѓето доста им предизвикува тоа бурни реакции, а јас сакам да го предизвикам тоа. Нека врти алгоритмот. Алгоритмот да врти, тоа ми е битно. Повеќе лоши коментари, тоа подобро. Како реагираш на тие лоши коментари? Дали ти пречат или едноставно ги игнорираш? Па не, јас сум кога се веќе во оваа работа, мислам дека не треба да сметат тие коментари, бидејќи моите следбеници се луѓето, значи не може сите да ме сакаат. Значи ако ме сите сакаат, нешто сигурно не правам како што треба, мора да има поделени мислења, така да не ми смета воопшто кога сум се веќе одлучила да го работам ова, кога сум одлучила да работам и у смисла сите тие провокативни фотографии, сето тоа целиот мој контент што го јас снимам. Не ми сметат воопшто. Има некогаш некои стварно, да речем јас, гадни коментари, што луѓето немаат ни граници. Се мешат и семејства и се, може некој таков коментар да, али само си го избришем. Иначе, онака се што е за мене нема никаков проблем. Дали има некој коментар што би го издвоила вака посебно, што те повредил или што те натерал да паднеш во некоја депресија или да се замислиш дали е добро ова што го работам и зашто овие луѓе коментираат такви
коментари? Па искрено не. Стварно сум и у принцип сум доста ладна особа и не ме допираат такви коментари. Као што кажав, некош ми се случува кога ќе ми се вмеша фамилија, пошто јас имам помали сестри. Сега ми е тоа некогаш кога ќе се напишат некои коментари како утре сестрите ќе бидат како тебе, усмислено на некој таков начин, што ја мислам дека и не е лошо да бидат како мене. Тоа би било добро и за мене, али пак не сакам да се мешат некои такви семејни работи, инаку вака да паднам во депресија, не, мене ми импонираат некои такви коментари со тоа што има некоја реакција. Друго е кога ќе ја рамна или не. Јас знам дека предизвикувам реакција, без разлика сега дали е добра или лоша, пак имам влијание врз луѓето. Моника, нема како да не те прашам. Еден период главна тема беше твојот постар дечко, мислам дека 16 години постар. Згора на тоа бил ожен. Кажи ми, во какви односи сте денес? Па во никакви. Во никакви не сме заедно повеќе од 2 месеци, откако излегува сите тие слики, сето тоа, не сме заедно, бевме околу 2 години во врска, не ми е криво, не се каам, сепак тоа беше мој избор и пак би го направила истото. Која беше причината? Само тие фотографии или тоа што се дозна јавно за вашата врска, пошто ти не го откриваше неговиот лик? Точно. Тоа ли беше причината или можеби неговата сопруга или семејство? Првично беше причината што излезе јавно и неговиот идентитет и слики и се тоа. И во тој период јас доста имав проблеми, осуди од луѓе, од семејство. И тој ме остави во време кога требаше баш да биде до мене и едноставно прекина тој однос и моментално немаме никаква комуникација. Како реагираше неговата сопруга на тоа? Дали имаш информација или можеби ти сконтактирала? Не, немам информации. Знам дека има дознаено целата ситуација, бидејќи сум во контакт со луѓе што се во негова околина. И знам дека е било баш доста бурно и криво ми е од една страна за тоа, бидејќи не ми беше цел да го достигнам тоа, но немав јас, немам исконтактирано лично со неј. Ти беше, претпоставувам, доста заљубена во него, како што изјави сам. Како реагираш на врска што траела долго, а била прекината? Брзо ли ги преболуваш тие врски или едноставно се патиш? Да, па искрено брзо преболувам, многу брзо можам да избришам човекот од мојот живот. Да, може би тешко ми е, бидејќи јас како што кажав и имам изјавено и претходно дека оно нешто најубаво што ми се има случило во животот, без разлика на целата ситуација што има и жена и деца и се тоа. Беше ми тешко, али не сум тип што ќе пати, депресии, такви работи, не. Јас брзо изгорам и денес некогаш ми текна на некои тие моменти, бидејќи мислев дека ќе успееме, како што кажа, без разлика на целата ситуација. Мислев дека ќе успеам, бидејќи јас и пред него имав исто така долга врска, околу 4 години, али за таа врска немав толку надеж колку што имав за ова, иако таа беше со слободен човек. А кажи ми, како мислеше дека ќе успее таа врска со, пример, оженет маж? Мислеше дека тој ќе се разведе или? Не, јас не мислев, не ни барав од него да се разведем, него едноставно мислев дека врската ќе успее. Не барам да се разведе, не имав намера и да останеме уште 3, 4, 5 години заедно, али не знам, мене ми беше окей да водам некој таков живот, паралелен живот, он да го води тој живот. И мене ми беше окей, бидејќи бракот не функционираше, не беше функционален. Сега не би да влегувам во некои детали, бидејќи не е тоа на мене да спорувам, али бракот беше нефункционален, ние водевме нормална врска. Немавме, значи да се знае, ја во моменти заборавав дека он оженет. Кажи ми, како ти би реагирала да ти изневери твојот сопруг? Тоа многу ме интересира. Ба, искрено, многу луѓе кривицата ја бараат во третата личност, што мислам дека е многу голема грешка, бидејќи мојот сопруг мене изневерува, не ми изневерува таа девојка, така да ја не би продолжила таков однос, искрено.
не би продолжила однос каде што знам дека има и трета личност, дека каде мојот сопруг има емоции спрема трета личност. Малце ова контрадикторно, али ја лично не би продолжила таков однос, да. Можеш ли да ми одвоиш топ 3 фраери од македонската естрада? Од македонската естрада, искрено да ви кажам, многу и ретко пратам македонска естрада, али ако веќе би морала да издвојам, би ги издвоила два Бона, они ми се така што ги пратам баш од самиот нивен почеток и физички и онака на професионално ниво ги слушам и ајде Пајак да речеме. Пајак е доста млад. Доста млад, да, али стварно не пратам. Мислам дека не е по твој вкус или ти сакаш постари. Јас сакам постари, да, али овака ми е баш по еден пакет. Супер. Што мислиш за македонските инфлуенсери? Дали ги пратиш? Имаш ли некој кој ти инспирација? Стварно не пратам македонска сцена, никогаш не сум ни пратела, не знам зашо, немам. Имам сега некои поединци што сум во добри односи, али се многу малку. Дуре не ги знам, се да ми прашаш за некоја друга земја, речеме Србија, повеќе би знаела отколку тука. Не знам зашо, никогаш не сум пратела македонска естрада. Немам предрасуди спрема никој, али едноставно не ми се интерес. Тоа значи дека не ти се инспирација македонските? Не сум воопшто инспирација. Кои се тие кои си во добри односи? Па сега не знам дали смеам да откривам, не знам дали сакате видат тука луѓето, али познати се. Не. Кажи ми, дали си ти емотивна личност и покрај тоа што некогаш делуваш стварно строго и неранливо? Да, па таа е моја некоја контрадикторна страна што велам. Јас сум у принцип ладна особа и се тоа, али има некоја скриена емотивна страна во мене што многу пати сакам да ја покажам, да им покажам едноставно на луѓето дека не е се така како што изгледа, дека некогаш има и моменти кога ти е тешко, кога сакаш да се исплачеш, дека не е се розе, дека не е се тоа што се прикажува на Инстаграм и ТикТок, дека и ние знаеме да плачеме. По кого патим? Па, моментално по никој искрено, али имало моменти, пример, кога сум патила по некои изгубени работи што се било од минатото, конкретно личности, али моментално по никој. Моментално ми е баш супер во живото. Имам некој. Тоа ме интересираше, беше моето следно прашање. Да. Каков е љубовниот статус на Моника? Па моментално не е официјално. И како вика Facebook, комплицирано е. Комплицирано, да. Али се осеќам исполнето, убаво ми е, уживам во животот. Моментално и конкретно љубовниот живот супер ми е и не би да би дошло до нешто конкретно и официјално, не би да биде во јавност, бидејќи секогаш се што е било во јавност ми се заврши трагично, така да мислам дека секој мој нареден партнер нема да се експонира јавно. А дали е постар или помлад? Па постар е од мене, али не 16 години? Не, тоа сакав да кажам, не, али е некој 10 години. Интересира твоето мислење за... Имам прочитано или слушнато некаде дека немаш добро искуство со тоа, ако можеш да го споделиш со нас или едноставно да ми го кажеш твоето мислење за... Да, не, слободно можем да споделам за да дадам некој совет на луѓето што сакаат да снимаат, да пазат едноставно со какви агенции исклучуваат договор, со какви работодавци го прават тоа, дали се доволно заштитени, бидејќи се работи за експлицитни слики, така да тоа е експлицитна содржина што не би требало секој да ја гледа и да ја поседува. Јас работев за една друга платформа што е слика. Моментално сме во судски процес, па затоа нема ни да го спомнувам името, али знаат луѓето, ако ги интересира, може да прогуглаат и да најдат. Така да јас одлучив да снимам исто ето. Само друго име, едноставно. Бев во таа платформа некои месец дена. Конкретно работеше агенција за мене, јас само праќав содржина, они ја постира, они има комуникација, конверзација со луѓето, јас немав ништо, моја беше само да ја праќам содржината, каде што после некое време почна да излегуваат слики во јавност, да се шират
што секако не ми беше на мене во прилог и за мене и за моето семејство и за сето тоа што го работам. Така да немам предрасуди за тоа. Јас не би снимала повторно, без разлика и да знам дека ќе биде 100% заштитено. Не би снимала повторно и не ги осудувам и луѓето што снимаат, али исклучиво да пазат со какви луѓе снимаат и дали се доволно заштитени тие слики. Како реагира твоето семејство на твојата појава во јавноста? Имаш ли проблеми со нив? Дали те спречуваат во тоа што го правиш или едноставно те поддржуваат? Имав на почетокот доста, како што кажав, моето семејство е ја потекнувам од нормално семејство, каде што нормално сега не дека јас ова што го работам не е нормално, али каде што за нив не го поддржуваат еден начин, не е како некој нормален систем да речеме и буквално немав од никој поддршка. И затоа многу е тешко и сам кога почнев. Јас немав ни некој јавен живот што е. Ја буквално почнав сама и се што имам изградено сама, без поддршка од никој. Сега со текот на времето кога видела дека успеа во тоа нешто, дека сум лично што доста се зборува во Македонија, што е тешко некоја ваква држава да се издигнеш на тај левел што се издигнав јас и се тоа и надвор од границите на Македонија. И сега веќе имам поддршка, не можам да кажам 100% дека имам. Не можам тоа, не знам дали би имало некој момент да го кажем тоа, али се уште битно ми е да имам во 1%. Во некој процент да имам таа поддршка од пријатели, али најбитно ми од семејство. Кажи ми, дали сметаш дека твојот стил на носење или гардероба е соодветна на твоето тело и дали сметаш дека луѓето дел од тоа те осудуваат, пример како ти се облекуваш или како изгледаш и повеќето коментари се на таа сметка или ти едноставно се чувствуваш комфортно така како што изгледаш? Па јас мислам дека облеката не ме носи мене, јас ја носам неа, така да мислам дека не е тоа проблем. Кај нас во Македонија секогаш ќе ти најдат нешто без разлика. Јас можам и со 50 килограми и со 90, пример да речеме, карикирам да ја носам таа облека што ја носам сега, луѓето ако сакаат да ти најдат нешто, ќе ти најдат, али ја мислам дека стилот на облекување не покажува тоа каков сум јас човек. Ја можам до грло да бидам закопчена, ајде сега да не се изразам. Али мислам дека тоа не покажува како сум јас човек, тоа е едноставно стил на облекување, не е тоа мојот карактер, тоа е само нешто што јас сакам да го носам, нешто што се осеќам удобно и комфортно. Многу интересен факт е за тебе дека една од главните теми за тебе се твоите гради. Да. Што пример некои луѓе даваат грдни пари за да имаат такви гради. Кој е твоето мислење? Дали твоите гради се таман или некогаш би направила некоја интервенција за намалување? Некој прават за зголемување, ти за намалување? Не би ги намалувала тоа, никогаш не сум ни помислила на тоа. Би сакала да направам некоја интервенција, али у смисла да ги зголемиш? Не да ги зголемам, него некоја форма да направам, значи да така. Не би ја менувала големината, затоа што јас ми по тие некои мои атрибути сум препознатлива. Ја мислам дека со помали гради не би било тоа ја. Али немам моментално, немам правено, немам силикони. Така дали во блиска иднина мислам дека би се десило и тоа. Кажи ми, кои се твоите планови за во иднина? Дали би влегла повторно во некоја реално шоу? Па тука ми е поделено, имам некои добри страни што ги имам добиено од реалити, некои имам лоши, не можам да кажам дека се сјајно и бајно, али не знам. Јас се водам по тоа од денес за утре, така да како ќе ме води животот така, али планирам во блиска иднина исто така да работам на неколку проекти, имам сега неколку преговори за некои поголеми кампањи за како заштитно лице, така да мислам дека тоа ќе биде во некој најскоро време. И не знам, немам некој... Моментално ми е супер, мислам дека сум остварена на секое поле, освен на тоа да бидам мајка, што сите ме викаат кога, како да имам не знам колку години, али мислам на се друго сум доста остварена и имам своја работна позиција, што доста добро заработувам, имам решено стамбено питање, така да убаво живеам, убаво ми е, имам здрава фамилија, се тоа, така да не би менувала ништо.
Дали е тој фамозен стан за кој сите зборува? Да. Што си го купила сама на млади години? Па ништо, јас живеам во Скопје, станот ми е во Штип, не ми е во Скопје. Одма да кажам, станот ми е во Штип. Да, станот го имам купено пред 2 години, веќе скоро 3. Не знам, луѓето им е чудно како може на толку мали години да се купи стан, како може да се реши стамбено прашање на 20 години. И тоа многу ги интересира луѓето и секогаш има некоја дупка као барат како, али ја никогаш не се изјаснам до крај. Тоа Па еве како? Кажи ми дали сама или со помош на твоите родители или во прашање некој кредит, ама сепак си го реши. Да, не е во прашање кредит. Сега нормално станот не е земен во кеш сума, се тоа. И имам помош, ја секогаш сакам да кажам дека секогаш сум имала помош, поддршка не, али помош да. Али најголемата улога е моја за станот. Сега не можам сега конкретно тие цифри и се тоа како, али и јас го имам купено. Еве, можеби ќе си купиш сега и во Скопје. Па јас сакам здравје. Ќе видиме. Дај Боже. Битно имам еден, па за друго ќе видиме. Точно. Кажи ми, еве за крај, некоја песна или настав на песна или можеби некој стих со кого би ги поздравила хетерите? Која ти паѓа прва на ум? Али их не чуjem. Ето што. Тоа е некоја најнова песна што можам да им пратам поздрав. Моника, ти благодарам што беше моја соговорничка. Ти благодарам за овој интимен, истрпен муабет. Се надам дека ќе дојдат повторно кај нас. Посакувам среќа во иднина во твојата кариера и во работата и во сите планови. Благодарам, и мене ми беше баш пријатно да се дружам со вас. Многу убаво се осеќав и се надевам дека се дружиме повторно. Јас сум Моника Станојкова, а вие гледате Hype Македонија.